но не за сите изборите донесоа радост. Извини, Ецо, молим те, а за кого воопшто донесоа радост? Сполајте, Јацо. За сите, затоа што еден ден ќе завршат. Како и да е, има група на луѓе кои на секое гласање доживуваат трауми од минатото. Ова е нивната тажна приказна. Некогаш граѓани на најтесниот центар на Скопје, а сега оставени на маргините на општеството. И то не на своето општество, туку на општеството на туѓа земја. Така живеат овие луѓе, а ова е нивната приказна. Се наоѓаме во село Пустец, Албанија. Ова село е со најголем број на иселеници од улицата Максим Горки по глава на жител во диаспората по метар квадратен. Со нас е Нико Петре. Како живеете, господине Нико? Тешко, многу тешко. Значи, поминаа години како не сме веќе на улица Максим Ѓоргија и сите не заборавија. Не заборавија и од власта, не заборавија и од опозицијата. Се осеќам искористени. Нико е само еден од многуте професионални гласачи во Пустец. Професија која изгледа замина во историјата. Сепак тие не дозволуваат традицијата да падне во заборав. На минатите избори, значи, имаше паричка. И на синот му купив патики и од кутијата што остана од патиките направивме гласачка кутија. И вежбаме у нејзе ставање ливчиње за окружи, стави. А што ви недостига најмногу? Што ви недостига најмногу? Се ни недостига. Значи, војнот на конј. Се сликавме таму убаво, фамилиарно. Не шета во Тетово, таму гласавме, таму да. Бевме и у Дебар, па таму гласавме после у Дебар. А дали Имаше и пуштај музика. Ке си запеевме, каде сте, Македончиња, каде сте, кај отидов. А дали мислите дека ова професија може да заживее повторно? Други времиња се сега, овие сега со апликации некои, со Инстаграм, Твитер, тоа ние не разбираме тоа. И не знам колку ќе се снајдеме, ама ете. Го напуштаме Нико и неговото семејство со горчина во душата. Што би рекла една народна песна, која кога и да е, ќе ја препеат next time. Туѓината пуста да остани. Аба, оти мене ме снимаш, ова за офо е. Земи Никото сними го, реакција од него. Ако сакаш Нико да пуштиш една солза за горчината, поубаво ќе изгледа. Ке пробам, ај. Чекај, кај да излезам од кадарот. Ти благодарам. Тоа беше нашиот дописник од Пустец, Мендер. А ние продолжуваме со вчерашни.